Потешко е да се исправи отколку да се направи грешка. Цената на непромисленоста и потребата да се заземе страна без да се има предвид реалноста е голема. И авансно се плаќа најпрво со нејзино јавно признание и со девалвација и покажување на сопствениот став. Ке започнам од бастионот на СДСМ Победничко Куманово, во општината каде што актуелниот градоначалник самиот отиде против себе, против СДСМ, против граѓаните, со што и самиот се исклучи од партијата. Ќе биде партија која што ќе биде целосно подготвена за следните победи. Ќе се обидете да го вратите максимум. Ќе се обидеме да направиме се, да. Додека овие се обидуваат да го вратат Куманово, тетовци со огромно задоволство го прифаќаат однесувањето на нивниот градоначалник. Кому во градот под Балтепе, во кој речиси се е по пропис, му падна на памет баш неговата прва работа да биде расчистување со најнелегалната градба. Има, значи, барање од судот, се покренува постапка за противзаконско поставување на ова стаза и во врска со ова, значи, судот бара да се тргнат овие пречки и улиците, односно овој булевард, ова јавна површина да се врати на првобитна ситуација. Во меѓувреме, некои од нивните нови партнери никако не сакаат да се вратат во првобитната состојба и неуморно трагаат по адресата на која се наоѓа трансплантираниот орган, што во последен миг беше дониран за да го врати животот на владата. Прво, зошто сте тука? Па да видиме срцето на пратеникот Реџепи, дали е во Вашингтон. Срцето на Реџепи е веројатно таму каде што му е местото, но зачудува отсуството на премиерот. Неговото исчезнување од јавната сцена предизвика многу празни места во новоговорот, но тоа отвара простор за вербални екскурзии на неговиот опонент, кој умешно ги пополнува. Јас не сум секундант, за да можам да кажам дека утре ќе замине владата или ќе замине за некоја недела или за некој месец. И не е прашањето дали Димитров ќе биде секундант и ќе ги брои неделите и месеците кога ќе се случи тој датум. Разликата меѓу бројач и сведок во битка или фрлач на пешкир во боксерски ринг не е ниту семантичка, каква што не смее да биде ниту одговорноста на оние кои немаат поим, не само дека им се копа, туку и што воопшто им се случува на она место на кое се поставени во име и за сметка на граѓаните. Најодговорно тврдам дека не може да се контролира ситуацијата, бидејќи се работи за 500 до 600 дуќани, магазински простор, деловен простор и многу други простори кои што гравитираат низ градски трговски центар. И на крајот, може би е тешко да се контролира толкав простор, но веројатно не е лесно ниту да се има увид во тоа што се зборувало. И велите, жалам, простете ми што се уште морам да бидам дел од еден ваков срам. Што бев дел? Што бев дел? Без се уште, што бев дел од овој срам? Морам да бидам дел. Тоа е изјава во четвртокот, може и Томски да види. Пуштете, што уште, одиме со првата изјава на господин Мецкоски. Што бев дел од овој? Очекував дека ќе ја негирате, затоа ја подготвив Томски. Ви молам првата изјава од господин Мецкоски. Жалам, простете ми, што морам се уште да бидам дел од еден ваков срам. Не е срамно да се заборави, ама е непријатно да се инсистира на спротивното и покрај свесноста дека увидот токму тоа и ќе го потврди.